се познаваме. Богдан човек от жени. Драмче најголемо било во 1961 година, имало 868 жители. А денеска во селото, миграцијата село-град, сите се иселуваат и денеска околу 200 жители. Слава на селото е ова денеска Свети Архангел Михаил, а исто слава на селото е на 14 мај Еремија, Свети Еремија. Исто имаме и еден друг манастир, на 14 октомври исто се слави, на покров на Богородица. На Архангел Михаил се прави курубан и се јавуваат, секоја година се јавуваат домаќини за наредната година. Лани се јавија домаќини за сега се јавуваат за наредната година и обично околу 10 души се јавуваат, така се колат 10 брави. Денеска е празник Свети Архангел Михаил, празник рамото на црквата во село Драмче и традиционално се готви манастирска манџа и тоа. Се приготвуваат за денеска. Имаме 10 бравчета, 10 баби што се вели и тоа. Традиционално се готви по лесен рецепт. Јас сум Владо Георгиевски, роден по Драмче. Тоа, работам како готвач. И нека е за многу години. И за многу години да е празникот на сите гости и на сите граѓани на Република Македонија од православна вероисповест. Сега се наоѓаме пред црквата Свети Архангел Михаил во село Драмче. Таа е многу стара црква и не се знае точно годината кога е изградена и од кој, ама се предпоставува и се тврди дека тоа од средниот век. Значи црква од средниот век. Има повеќе легенди за создавањето на црквата. Тоа се случило од прилика вака. Турците дошле и ги собрале селаните и имале намера да потурчат наши девојки.
девојките од Драмче биле познати по својата убавина, стройност. И така тие се водиле тука во ближината, ги собрале сите селани во ближината, така наречено отворни гумења. И тука кога требало да ја, значи, потурчат, да ја грабнат и да однесат, девојката не сакала по никоја цена и таа си скроила план. А тој план бил да бега. А никако да прими исламот како своја втора религија и да стане турчинка. И затоа таа ги искуткала, била силна, и ги искуткала турците пред себе и побегнала низ Ридот, еве тоа спроти нас што е таму. Бегала отприлика колку километар и пол тука некаде, може да нема толку. И отишла до највисоката карпа. Застанала на карпата, се свртила спрема исток, се прекрстила и скокна во Брегалница. Значи, од низиниот скок настанале концентрични кругови и реката се обоила црвена од низината крв. А претходно турците, за да ги заплашат селаните да кандисат да им дадат девојки, еве тука правиле разни зулумства низ селото. Ги искршили бочвите, имало многу вино. И толку имало големи бочви вино, што потекло поток по ендекот тука што се наоѓа во близината и виното се влило во реката Брегалница. Значи таа се обоила црвена. Значи за еден ден, два пати реката Брегалница била црвена. Unete това дали си да имаш? Идеш, чекай. Има ли нека дека запалят све што Името на Драмче, името го добило по тоа што првите негови жители што се доселиле дошле од Драма, Егејска Македонија. И овде се населиле, тие биле сточари и се населиле овде на овие простори и така по нив ги викале Драмчани и селото го добило името Драмче. Јас се викам Љупчо Димитровски од село Драмче, инаку сега работам во Италија. Евтимов Симо од Драмче. И која слава ја славите? Славиме Арангел овде. Колку жители има во селово? Па нема многу, едно 100. 100. Ако нека е за многу години славата, така, за многу години нека. Ајде, со здравје, поздрав пред нас, со здравје. Нека е. Така, со здравје. Црквата потекнува според една од легендите на откажувањата некаде од 11 век. Изгорена од турците неколку пати. Познат е под името Шарена црква, а рамот на црквата е Свети Архангел Михаил. Тука луѓето од секогаш драмчани доаѓаат не само од Драмче, него доаѓаат и од околните села на тој ден да ја посетат црквата, да запалат свеќе и да си донесат погача и дадат за здравје на своите блиски и на другите. И некогаш во минатото тука на тој ден се играло, така и денеска од неодамно пред 2 години овој ден го одбележуваме и со настап на групата од село Драмче да се представи пред жителите. Се тоа било до тогаш додека не се случила една случка со керката на попот тогашен, Калина, која била многу убава. Одлучиле да ја грабат, но при тоа прво го заклале нејзиниот татко, а потоа таа, кога видела тоа, побегла на издолот и отишле
по неа турците трчале се до Брегалница, кај што има една голема скала, гледајќи дека нема друг излез, дека ќе ја фатат ќе ја потурчат, таа скокнала од скалата, одземајќи си го животот, а турците се вратиле по долот и еден дел од населението на првото Драмче се поместило село, го напуштило селото, знаејќи што ќе се случи, а тие што останале доживеале вистински масакар од страна на турците. Некој пат тука драмчани обработувале многу винова лоза, секое семејство имало вино во бочвите. Разлутели, турците отиле, успеале да си ја постигнат својата цел, ги отпуштиле сите бочви со виното и човечката крв на оние кои биле измасакрирани, помешана заедно со виното, низ долот стигнала до реката Брегалница. Името на селото потекнува прво од првите негови жители кои дошле од Драма, тоа биле сточари. Во овој дел дошле, нашле убава површина, убави пасишта и дење ја паселе стоката, а ноќно време ја свртувале тука. Така и почнале да ги прават своите први живеаништа и околните луѓе, поради тоа што дошле од Драма, почнале да ги викаат драмчани. Со мерак да го играш, да бидеш талентиран, надарен, а ако не си надарен и ако немаш поима, и тешко кој може да го игра од тоа оро. Тоа оро е специфично и треба да има многу меморија да го оцени тоа, да го игра, да го мислам према свирката и орото треба да се усклади и да го играш. Тоа се игра како со цела емоција, со цела радост, со цела душа, од срце, од сете да работи. А сега малку за историјата за орото. Историјата орото почнува од 48 година, 1948 година. Татко ми е играл, чичко ми е играл, друг чичко ми е играл, па трет чичко, па тоа е една мала од можеби од 10 куќи, е имало 4 игрорци кои се ја играле таа копачка, со додаток од друга мала, още тројца, и тоа се биле 7 души. 51 година на Опатија се го освоиле првото место на Балканот, која е било тоа фестивалот што е одржуван. Имаме снимки, имаме слики, имаме се тие работи и оттаму ни почнува на нас ние да го наследиме тоа и да почнеме и ден денеска да се тоа оро афирмира, да се и доста е афирмирано до сега и мислам дека и понатамо ќе се игра. Јас се викам Костадиновски Славе. Од село Драмче. Драмче, Копачка, кај што е Копачка, од таму сум роден, там сум порастат, там сум ја учил играта. Известно време со школи, што ти ја знам, меѓутим јас сум драмчанец и ништо повише. Нека ни е за многу години. Нека е за многу години, нека ни проштаваме, Рангел, ако сме грешили, и нека сме живи и здрави още 100 години да славиме така. Амин, да сме живи и здрави, да се гледаме. Така, да живи и здрави. Се не
Изненадени сме од многобројното учество на местното население, на многу гости од страна, од други градови од Македонија, па имаме посетеност и од странство, така да присутните имаа можност да ги видат овие фолклорни групи и на општо задоволство да бидат, да се забавуваат и да го прослават на еден достоен начин овој голем празник Свети Архангел Михаил. Јас сум Перса Стојановска, председател сум на Сдруженијето на роднокрајни автори пијанечки глас од Делчево. Во склопот на нашето сдружение досега функционираше фолклорната група Копачка од село Драмче. И годинава преку Сдруженијето реализиравме 2 проекти за заштитата на орото Копачка и за другиот проект за да не сгасне бисерот Копачка, кој што всушност ја содржеше годишната програма на Сдруженијето. Сакам да напомнам кратко само дека на наша гордост годинава го заштитуваме орото Копачка, изворното оро Копачка од село Драмче, кое што се рамни со еднотешкото, да речеме, македонското оротешкото. И дека на наше задоволство годинава го заштитуваме како фолклорно добро, ги заштитуваме сродните права, фолклорно добро со особено значење и во процедура е Управата за заштита го тера назад сега процесот после нашето поднесување на елаборатот за заштита, процесот за заштита на орото и се надеваме дека до крајот на годината Белким ќе се истурка овој процес да се заштити првото фолклорно добро во Македонија.